Јавното обвинителство постапува врз основа на докази, а не врз основа на повици, велат во обвинителството, откако вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски ги повика да проверат на кој начин се легализирани парите на поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков, со кој гради хотелски комплекс на една од најатрактивните локации во Охрид. Јавното обвинителство постапува во согласност со своите законски надлежности и врз основа на евентуално доставени докази за сторено кривично дело или по допрен глас, но не и по повик, доколку се обезбедат докази кои даваат основ за сторено кривично дело. Во овој случај јавното обвинителство секако ќе постапи во согласност со своите надлежности. Вице-премиерот Николовски во интервју за Топ тема на Телма во средата рече дека хотелот на локалитетот Горица ги има сите потребни дозволи и нема никакво урбанистичко прекршување, но клучното прашање е потеклото на парите. Како му се легализирани парите на Мијалков за да може да гради хотели? Она што го знам од општината, дури и градат во помал габарит од тоа што е таму урбанистички план, што значи дека нив целта не им е тука профит да прават, нив целта тука не им е пари да прават, нив им е целта тука да ги легализираат парите кои што претходно Вилма Русковска им даде шанса да тоа го направат. Ево имаме и промени во обвинителство, нека излезат, нека проверат да видиме на кој начин тие пари се легализирани. Хотелот на една од најатрактивните локации на Охридското крајбрежје го гради фирмата Develop Group. Собственик на 1/3 од Develop Group е фирмата Best Way Investment во собственост на Јордан Мијалков, синот на Сашо Мијалков. Develop Group го купува земјиштето од Република Македонија во 2011 година на јавно наддавање од Министерството за транспорт и врски. Фирмата на младиот Мијалков влегува во собствеништвото на Develop Group во 2018-та, кога ги презема уделите од Орка Холдинг, кога татко му веќе не е на функција. Сашо Мијалков во 2022 година призна вина и доби 3 години затвор за перење пари во случајот Империја и му беше конфискуван имот од 36 милиони евра.